На археолошкиот локалитет Пештер над село Јагуновце се освети новоизградената црква посветена на Свети Георги Победоносец. Подигнете ги порти горништата своји, подигнете се вечни порти, ќе влезе царот на славата. Господ крепкиот и силниот, Господ силен во војна, Господ на силите, тој е цар на славата. Подигнете ги порти горништата своји, подигнете се вечни порти, ќе влезе царот на славата. Господ крепкиот и силниот, Господ силен во војна, Господ на силите, тој е цар на славата. Подигнете ги порти горништата своји, подигнете се вечни порти и ќе влезе царот на славата. Господ крепкиот и силниот, Господ силен во војна, Господ на силите, тој е царот на славата. Слава Тебе, Христе Боже, Нека те благословуваат Господи сите твои дела, нека те благословуваат светиите твои. Оваа локација жителите од овој крај од секогаш ја сметале за духовно место. Во близина на црквата има стари гробови, па често мештаните местото го нарекувале црквиште или вакал. Да веселят ја небеснаја, да радујуќа земјаја. На осветувањето на црквата присуствуваше митрополитот на Тетовско-гостиварската епархија господин Јосиф, кој истакна дека храмот ќе представува духовен столб на јагуновчани, кои од секогаш имале голема почит кон светецот Свети Георги. Денешниот ден е вистински празник за секој еден човек од ова место. Радоста кога човек ќе погледне кон овој храм е навистина голема, а голема е затоа што Бог го благословил ова дело во вашиот труд и молитвите исто денес кои ги принесуваме на празникот во спомен на светите безсребреници на Кузман и Дамјан овдека на ова свето место, овој храм се освети. Во однос на изградбата, како и секоја друга работа во нашиот живот, особено важен е Божиот благослов. Без благослов од Бога, ние луѓето не можеме ништо да направиме. Сето тоа само во една реченица го сликал псалмопевечот Давид. Во еден старозаветен псалм тој вели следново: ако Господ не ја иззида куќата, залудно ќе се трудат градителите нејзини. И еве даде Господ Бог благослов и ние како генерација дочекавме да доживееме радоста на Божиот благослов. А радоста на Божиот благослов ја чувствуваат само оние што имаат верата во троичниот Бог, Отецот, Синот и Светиот Дух. Оваа црква започна да се гради уште во 2004 година, како што ни раскажаа повозрасните жители, дека треба да се гради насон им се јавило на неколку мештани. Еден помлад жител сонил дека тука треба да се изгради црква. На Костадин Теофиловски пак родом од Јагуновце, кој подолго време работел и живеел во Германија, насон му се јавило дека тој треба да ја гради црквата. Пред да му се сони на некој си овде од децава дека треба се прави црквиче, мене вика, мора ти да правиш. На сон. Викам, мајке, на жена, кажам, немам да спим 40 дена. И сум ишол, и у ноќ, у 1 сат ноќ, ќе идем, ќе чекам болци. И дојдов, овде ка се реши да се прави црквичево, овде со трактори, ја седим, донација кој сака да дава, или аукција имаше за лопата, и ја, викам, кој сака 30.000 марке ќе кошта, вика, на буџованите бизнисмени. А ја, сино, човек, и седим на трактор, викам, да го зидам ја сам, мајка. Има моќ и сила, ама по известно време, не, ај, викам, па, по известно време, 3 пута ме канеа црковниот одбор и 3-тиот пут прифатио. Мештаните па и жителите од околните села Пештер го користат и како излетничко место. Тука е донесена вода, хортикултурно е малку уредено, има поставено бекатон плочки, но треба уште многу да се работи. Треба да се инвестира и младите сега доаѓаат тука, има вода, донесемо вода, струја ќе дојде тука исто. Пато да се направи, уште побаво да биде.
Така да видиме понатаму што ќе биде. Сега моментално инвестираат од Америка исто доста. Събра направи околу $10,000 и помош сите луѓе колку што може. Постои многу одамна, а иначе црквата по иницијатива на младите и се направи овде црква, иначе овде стварно фино ќе биде кој ќе се намести. Кристина Томовска-Ристовска, вработена во музеот на Тетовскиот крај, вели дека Пештер представува археолошки локалитет, тоест некропола од доцниот среден век. Некропола е затоа што тука има доста стари гробови, за кои постарите жители верувале дека имаат магијско дејство, а со сигурност тука постоела и црква. Самово место се нарекува Пештер, поради обликот на вдлабнатината која што се наоѓа во карпестиот дел од Пештер планината и затоа се нарекува Пештер. Инаку од историска гледна точка, инаку како археолошко место може да се каже дека ова некропола која што датира од доцниот среден век. Тоа би било некаде околу 15-16 век. Така што самата некропола, тоа е поточно гробиштата, се поставени исток-запад, кои што говорат дека се словенски гробишта и самата поставеност на гробовите каде што покојникот бил поставен со главата кон исток, а погребните обичаи скоро биле, може да се каже, слични како денешните, се смета дека и самото место има магиско дејство, затоа што порано се верувало дека гробовите имаат магиско дејство и затоа доаѓале во посета на овие гробишта каде што дури и преспивале на тие гробови. Додека за црквава, кога зборувам за Ѓорѓе Победоносец, тука постоела црква со сигурност, меѓутоа дали оваа локација не би знаела точно да одговорам. Локацијата може да биде на друго место во самата околина, бидејќи нема археолошко ископување. Самото место не може да отредиме каде била точно црквата, а Ѓорѓе Победоносец е поврзан со самото место, бидејќи баш на тој празник, на ден предходно, на 5 мај, тука доаѓаат жителите на селото, дури од локалните други места и во тој период од оваа пештера капат капки. Сите замислуваат желба и доколку тие капки 3 успеат да ги пречекаат, нивните желби се исполнуваат. Тоа е за верувањата на народот. Исто така овде собираат билки и со тие билки дома се капат или ги стават во нивните бавчи за да имаат подобар и побогат род. Ги ставаат на самите кваки на вратите за првиот да ја чипнеш билката, со тоа демек че имате поголема среќа, по здравје. Се берат определени билки како дрен, сречник, и многу други билки кои што имаат било какво дејство кое што би било за здравје, за среќа и од таква природа се билките. Инаку местноста Пештер го добила името поради огромната вдлабнатина во крапестиот дел од планината Желен. Вдлабнатината или пештерата е долга и широка околу 30 метри. Се верува дека тука има некое древно живеалиште и најверојатно од тука од Пештер мештаните се преселиле во селото Јагуновце. Со текот на времето тие сите се населиле во Јагуновце, каде имало плодна почва, за разлика од Пештер, каде е карпест дел без доволно вода. Општинската организација на Црвениот крст во Гостивар од денес ја започна кампањата Твоето незнаење чини живот, во чии рамки се предвидени бесплатни обуки по прва помош за возачите. Како што објаснуваат од организацијата, целта е оние кои седнуваат зад волан да се потсетат на начините на пружање прва помош и да го обноват своето знаење од оваа област, со што ќе се спречат поголеми здравствени последици, но и жртви во сообраќајни несреќи. Соодветното укажување на прва помош на самото место по сообраќајната несреќа придонесува за спасување на човечки живот и намалување на компликации од настанати повреди и инвалидитет. Општинската организација на Црвен крст на Гостивар ќе оствари бесплатни
обуки по прва помош за сите активни и пасивни шофери кои порано зеде возачка дозвола. Првиот термин за кој што ќе се одржи за првата помош во нашата општинска организација во Гостивар ќе биде на 23.7. со почеток од 4 часот до 17:30. Една група која треба да се формира за овие бесплатни обуки е од 15 лица кои претходно би требало да се пријават кај нас овде за да зафатат место за овие курсеви. Обуките ќе ги држи стручен тим со соодветна лиценца составен од доктор и демонстратор. На возачите ќе им бидат прикажани основите на срцево-белодробно оживување, правила на излекување на повредени, постапки при крварење, скршеници и слично. Во кампањата понатаму ќе бидат вклучени и јавни личности од Гостивар како спортисти, уметници и друго. Од Гостиварскиот Црвен крст упатија и апел до граѓаните во што поголем број да се вклучат во летната крводарителна акција, која ќе се спроведе во петок 19 јули во просториите на службата за трансфузиологија. Во текот на летото вообичаено се намалуваат резервите на крв и крвни продукти и за да не дојде до недостиг, неопходна е масовност во крводарителните акции, велат од Гостиварскиот Црвен крст. Ноќеска 10 минути по полнок во гостителски објект на улица 133 во Тетово, лишен од слобода 32 годишниот тетовец ДС, како го е пронајдена марихуана. По документирање на случајот ќе биде поднесена соодветна пријава. На локалниот паз за тетовското село Горна Лешница, вчера околу 7 часот, запрено е патничко возило Opel Vectra без регистарски ознаки, што го управува 59 годишниот ФЗ од ова село, а кој превезувал огревно дрво без потребните документи. Возилото и дрвата со потврда му со одземанија ФЗ, лишени од слобода во полициско одделение Групчин. 30 годишниот АК од тетовското село Новаке вчера пријавил дека вечерта меѓу 13 и 14 јули од заталкан куршум било оштетено задното ветробранско стакло неговото возило со тетовски регистарски ознаки, а кој било паркирано во дворот од семејната куќа. Извршен е комплетен увид. Полициски службеници на СВР Тетово вчера околу 14 часот во близина на трговскиот центар во Тетово ја пронашле 15 годишната малолетничка од Голема Речица, која на 11 јули година во нејзиниот брат беше пријавена како далечена од дома. По разговорот, малолетничката предадена е на нејзиниот дедо. Полициски службеници на СВР Тетово вчера од 14 до 20 часот спровеле акцијска контрола за пречекорување на дозволената брзина во и надвор од населено место. Во контролата реализирана на тетовското подрачје вкупно били откриени законски санкционирани 27 прекршоци, од кои 14 пречекорување на брзината надвор и 13 во населено место. Во акцијска контрола на гостиварското подрачје пак вкупно се откриени 18 прекршоци, од кои 6 биле во населено, а 12 надвор населено место. Најмногу станува збор за пречекорување на брзината за 30 до 50 км на час. Откриените прекршоци санкционирани се со 18 мандатни платни налози. Шефицата на СЈО Катица Јанева поднесе оставка. Таа објави дека нејзината оставка ќе стане активна тогаш кога политичките партии ќе се усогласат за новото законско решение и ќе го изберат нејзиниот наследник. Во моментот кога со консензус на сите политички партии бе избрана за специјална јавна обвинителка, себе си и на граѓаните на Република Северна Македонија ветив дека функцијата СЈО ќе извршува во интерес на владењето на правото и борбата против криминалот и корупцијата. Се нафатив на функцијата во исклучително тешки околности и целосно свесна за задачата која ми е дадена. Чест ми беше да изслужам на државата и да бидам начело на исклучително професионален обвинителски тим, истражителски тим и тим на вработени кои безрезервно и посветено ги извршуваа своите работни задачи. Со месеци ги следам медиумските прилози за преговорите меѓу работните групи на политичките партии за еднината на СЈО. Еве, денес се користам приликата да информирам јавноста дека јас нема да дозволам моето име да биде искористено за нечие алиби, со кое во заложништво ќе се држа судбината на СЈО и европските интеграции на мојата земја, вели Јанева.
Премиерот Зоран Заев денеска повика на одржување на лидерска средба в петок во 15 часот во клубот на пратеници. Поканата е упатена до лидерите на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски, Надуј Али Ахмети и на Алијансата за албанците Зијадин Села. На лидерската средба, како што посочи Заев, би се разговарало за нов изборен законник и изборен модел, за законот за јавното обвинителство, но со решавање на статусот на СЈО, но и за пописот. Поканата за лидерска средба ја опатувам до претседателот на ВМРО ДПМН, господинот Христијан Мицковски, до претседателот на Демократската унија за интеграција, господинот Али Ахмети, и до претседателот на Алијансата за албанците, господинот Зијадин Села. Од таа средба, на која очекувам, сите да се фокусираме на создавање услови за тој последен исчекор за старт на преговорите, очекувам да произлезат предлози за акцијски план и работни групи во кои би учествувале избраниците од сите парламентарни групи. Од ВМРО ДПМН е велат дека прифаќаат лидерска средба, значи само со една единствена точка на дневен ред, тоа се предвремени избори. Дали е можно значи ваквата средба однапред да биде осудена на евентуален неуспех и дали се доведува во прашање значи испроведувањето на пописот и измените на изборниот законник доколку ВМРО ДПМН не прифати лидерска средба со овие три точки? Јас токму заради сериозни прашања кои што се присутни во државата, традиционално е заедно да ги решаваме, како и сите крупни одлуки, и овој пат да направиме обид заедно да ги решаваме. Не може да кажат дека власта била виновна заради тоа што нема попис во Република Северна Македонија, па една од ретките земји во светот сме што нема попис. Да може како од вчера требаше да го завршим пописот. Пред пописот е завршен, очекувањата од статистика се одлични, надминати се сите нивни очекувања. Знам дека директорот одржа состанок со представници на најголемата опозициона партија и верувам дека согласно Евростат се е јасно, ние треба да го гарантираме овој попис како политички чинители, кои што професионално, статистички ќе се го спроведи статистика. И верувам дека под раководство на Евростат ќе направиме одличен попис. И за тоа што нема попис, ако сака да каже дека Заев е виновен, нека. ВМРО ДПМН останува на ставот дека доколку се одржува лидерската средба, прва тема треба да бидат предвремените парламентарни избори. Потоа може да се зборува и за други теми како пописот, изборен законник или закон за СЈО, кој ги најави денеска премиерот Зоран Заев. Ова денеска го изјави портпаролот на партијата Димчо Арсовски, одговарајќи на новинарско прашање. Председателот Мицковски се изјасни, ние сме децидни дека на таа лидерска средба како прво единствено прашање мора да се разговара како прва точка за предвремени парламентарни избори. Во однос на денот и времето како локација, односно како термин, дополнително ќе биде анализирано во органите на партијата и ќе биде одлучено согласно агендите на председателот и временските можности. Кај Зоран Заев и во неговото денешно обраќање се виде дека нема расположение за избори, дека тој едноставно бега од избори со самото тоа што кажа дека може да се разговара за изборниот модел, меѓутоа да не бидат притисок предвремените парламентарни избори. Со самото тоа тој покажува дека се плаши, дека бега од избори. Екипата на Стара банка од Јегуновце е победник на годинешниот ноќен турнир во мал фудбал Ратаe 2019. Со резултатот 2:1 ја совладе екипата на Ратаe, која се најде на второто место, додека Блаце беше трета, а Копанце четврто пласирана екипа, чиј заеднички надпревар заврши со резултат 2:1. Воедно беа доделени и награди за најдобар играч, најдобар стрелец, најдобар голман и најфер играч. Полуфиналните и финалните надпревари се играа во саботата на игралиштето во Ратаe. За најдобар играч го прогласуваме играчот на Стара банка Никола Милковски. Честитки. За најдобар голман
го прогласуваме голманот на Ратаја Стефан Јовановски. Замолуваме голманот на Копанце да дојде тука, ако може. Ајде на аплауз. Браво, браво. Најдобар стрелец на турнирот Михајло Јакимовски, Стара Банка. И за најфер играчот на Копанце Антонио Савески. А сега и најдобрите 6 кои влегуваат во Дрим тимот, голманот на Ратаја Стефан Јовановски, Јорданчо Димитриевски, екипа Ратаја, Антонио Петровски, екипа Ратаја, Михајло Јакимовски, Стара Банка, Стефан Китановски, екипа на Блаце и Никола Миленковски, Стара Банка. А сега да ги прогласиме најдобрите 4 екипи. Четврто место екипата на Копанце. Трето место екипата на Блаце. Второ место екипата на Ратаја. Аплауз за лавовите на Ратаја. Браво, браво. И најдобрите за оваа година, прво место Стара Банка. Честитки за момците. Ви благодариме на сите се гледаме следната година. Главниот судија на турнирот ги оцени надпреварите за фер и коректни. Јас сум Јосип Бартон, меѓународен фудбалски судија од Македонија. Надпреварите се одиграа во фер и коректна атмосфера, со многу гледачи, што просто ме израдува. Пошто и лани беше, ама за разлика од лани, оваа година многу повеќе гледачи имаше на надпреварите. Се одиграа во фер и коректна атмосфера, екипите културни. Во малиот фудбал се, за разлика од големиот, поразлични правилата, значи топката се држи 4 секунди при изведување на секој удар, после 4 секунди се одзема топката, а фаули тоа е исто како и во големиот фудбал. Играчите задоволително се, не може они на професионално ниво. Има и некои професионалци, значи они се одразуваат за разлика од другите играчи. Ама во фер и коректно се одигра све како што треба. Фудбалското уживање, а воедно и дружбата помеѓу многобројните посетители, траеше 20 на дена, а на турнирот учество зедоа вкупно 29 екипи од повеќе населени места во Тетовско-гостиварскиот регион. Има од другиот крај, од општина Брвеница, све до општина Јегуновци, значи има од Блаце, Тетово, Гостивар, од сите 29 екипи, значи од сите населени места има екипи пријавено. Доста играчи биле наградени со соодветни награди, парични средства, пехари, најдобар голман, најдобар голготер. Сега до година се надеваме дека уште помасовен ќе биде овој турнир. Значи со овој народ овде и Илјаднице народ што дојде да опрата ове, ние сме толку среќни и горди на сите овие што се присутни тука, значи
Едноставно народот што многу години не се виделе, тука се сретнале, што е најбитно. Овој турнир фактички за тоа постои може. Инаку ноќниот турнир во мал фудбал во Ратае се одржа по трет пат, а организаторите планираат тој да се одржува и во иднина и да стане традиционален. Денеска во Македонија преовладуваше сончево време со мала до умерена облачност. Од пладневните часови облачноста се зголемуваше, во западните делови на земјата имаше локален краткотраен пороен дожд, дуваше слаб претежно северен ветер. Температурите се движеа од 10 до 21 степен. За утре метеоролозите прогнозираат претежно облачно со повремен дожд и посвежо време. Ке дува слаб до умерен претежно северен ветер, кој на западот краткотрајно ќе се засилува. Температурите ќе се движат од 9 до 19 степени.